Ако го имате овој билет дома, тогаш сигурно сте биле на Скопје Гори 2013. Ние како екипа на Стисни Плей бевме и мораме да признаеме дека Скопје гореше. Да, бога ми она што тие го ветија како продукција, Авалон продукција, остана доследни дефинитивно со овие 6 бендови кои што веќе ги имате прилика да ги прочитате. Ние вечерва дефинитивно ќе гориме како публика. Апсолутно да, возбудени за почетокот на Скопје Гори 2013. Еве како си поминавме и Цела екипа на Стисни Плей. Во продолжение. најмладите меѓу сите учесници на Скопје Гори 2013, меѓутоа беа најавени како бенд кој што апсолутно се истакна годинава, па веројатно и така заслуживте да бидете дел од оваа манифестација која е јубилејна за Авалон продукција. Да, еве едно интро кога ги прашавме авалонци што да очекуваме од Скопје Гори оваа година 2013, рекоа знаеме дека само Пепермин ќе го отворат ова издание и бидејќи тие се бендот кој што на соодветна позиција и соодветна локација ќе го отворат ова издание. Што мислите ви за тоа? Знаеме дека сте соодветни, знаеме. Па тоа мислам правилна одлука не можеле да донесат, мислам. Добро е што не послуша за локацијава. Ние одбравме оваа локација на Кале. Прв пат се случува Прв пат овдека да се случи Скопје Гори само ради нас и така да тоа е голема чест, да. За да нели свириме и си заминеме после тоа. На Марс ке се вратиме или од кај што уствари Секој од својата планета ќе си се врати. Генерално сите синглови од Дамако добија своји одлични видео изданија. После тоа што следува? Ајде летово накратко. А еве сега во многу скоро време следува еден спот на една наша нова песна. По твоето куче, така ќе му дојде. Да, оваа песнава се вика Бранка и е една од најдобрите песни на нашиот нов албум и сега ќе го направиме едниот, можда првиот и последниот, еден од најдобрите спотови што воопшто сме ги направили и ќе ги направиме било кога понатака. Вечерва на вистина ни е голема чест што сме со овие имиња на Бина, така што наше е само да се качиме и да го отсвириме она најдобро што го знаеме, така би придобиле повеќе публика, односно фанови, отколку што би изгубиле, тоа го кажав и на самата пресконференција. Ова некоја мудра реч ти. Да. Велите дека го читал некаде. велите дека ќе свирите пред најтешката публика во Скопје. Не е најтешката, него едноставно колегиве што ни се пред нас, после нас се малце негуваат малце подисторзиран звук, да кажам, поагресивен, така да ние имаме еден дел од нашиот репертоар кој е, да кажам, по-рокерски, така, по-рифовски ориентиран и така да тој сега ќе си го испочитуваме, пошто по дискотеки обично се малце по-фанки, по-диско, така да и нас ќе ни биде возбудливо. Имате и фанки, диско има се. Си имаме од се по нешто, фактички, да. Запомни, тоа е се што имаме. Новиот видеоспот кога да го очекуваме вака официјално дека ќе го видиме? Да. Па 10 дена, мислам, во процес на монтажа е. Значи не зависи од нас, од монтажер, од режисер, али набрзо ќе биде како и да е. Дади го монтира веќе ми откри пере. Дади го монтира, мислам дека одлично поминавме на снимањето, сега се очекува, значи имаме интересни кадри уснимано, така што се очекува, како што кажа мојот колега, се е до монтажерот веќе и тоа, знаете, одзима доста време, дали ќе биде за 10 дена, дали за 2 недели ќе видиме. А албумот да прашам и за тоа кога ќе биде? Значи стварно сега овој пат највистински. Нема да лажеме. Не, веќе сме. датумот? Не, знаете што ние имаме веќе доволно песни за албум, но сакаме малце тоа да биде да го освежиме со повеќе нови,
така да и летово сме концертно активни, но сме и во студио затворени преку ден. Така да септември, крај на септември стварно онака планираме да го издадеме третиот албум поред на Нокаут, кој се вика, Значи, кој се вика таман со Нокаут 3. школска година ќе отвориме и Предходно издание, морам да напоменам се, имаме предходно издание, значи го издаваме оној аудио само материјал, значи не видео, туку аудио материјал од МОБ, веќе долго очекуван Unplugged, да, така што има навистина побарување од публиката и еве за не знам, можеби за 2 недели тој ќе искочи. Зошто толку време ви требаше малку абстиненција и повторно се вратите, бидејќи навистина недостасувавте на македонската музичка сцена? Па веројатно поради нашиот перфекционизам, што ете од ништо не сме задоволни, да речеме може да направиме било каква песна за кратко време, меѓутоа чекај се, ја не можам да се снајдам во оваа песна, мислам не сум тоа јас. И така многу идеи отпаднале. Додека не се искристализира навистина нешто што нас прво треба да ни се допадне, па потоа сметаме дека тоа може да и се допадне и на публиката. Дали се запознаеме, дефинитивно ќе го очекуваме и новото студиско издание. Сега здравје Боже, ајде да не откриете нешто околу таа повеќе. Се работиле нови песни? Да, се работи, меѓутоа не сакам да ветувам затоа што многу пати кога сме ветувале не сме го исполниле тоа, да речеме сме го исполниле, меѓутоа не е во тој рок во кој што сме кажале, како да кажем и многу други. Затоа не сакам да ветам, да речем за толку месеци има албум, меѓутоа се работи на нов материјал. Предпоставам дека голем предизвик и за вас кој што ќе бидете вечерва да загреете публиката на Скопје гори. Па ако гори, значи треба да ја запалиме, не само да ја загрееме. Имаме нови ствари, значи идејата е тоа. После толку време веќе подготвуваме нов материјал и 3 нови ствари свириме, па да видиме како ќе биде. Имате се уште публика која ве следи и Санаториум си остана препознатливо музичко име во Македонија, иако можеби не сте толку активни како некогаш. Не сме активни. Не сме активни затоа што условите се такви какви што се. Публика драго ми е што ги има и оние старите Санаториум фанови, но има и нови. Значи има да кажеме од различни генерации, што е за нас едно признание за она што го работиме и еден доказ дека музиката што ја правиме е на некој начин безвременска. Macedonia, are you warriors too? И така Скопје гореше со часови. Имавме можност да ги видиме и Пил, иако јас многу повеќе уживав со Нокаут, со Ареа, со Санаториум, да, со нашите македонски бендови, ама Како што ние знаеме скопјаните си кажеме, навистина лежерно си поминавме во ова издание на Скопје гори 2013. За жал поради временските неприлики немавме прилика да ги видиме токму
Last Expedition, но се надеваме дека ќе имаат набрзо концерт, па ќе идеја публиката за крај како што вели. Да, ни открија дека може би ќе имаат концерт во МКЦ, така што веројатно ќе имаме можност да ги видиме многу наскоро во нашиот град Last Expedition. Да, секако дека ние како екипа ќе ги поддржиме и тогаш, така што се надам дека ќе уживаат секако со неколку минути што ќе следат повторно од Пиу!